Последниот разговор во денешното издание на Македонија наутро е на тема култура. Следните минути се резервирани за сите влюбеници во фотографијата. Имено најстарата и најмасовна организација во областа на фотографијата во нашата земја, Фотосојузот на Македонија, неодамна го објави конкурсот за јубилејното 60-то издание на државната изложба Денови на македонска фотографија. Детали за јубилејното издание на најреномираната фотографска манифестација во Македонија утринава дознаваме од Кирил Штрков, председател на Фотосојузот на Македонија. Добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма. Благодарам што прифативте нашата покана. Добро утро, Никола. Фотосојузот на Македонија е единствената асоциација од областа на фотографијата во нашата држава. Низ изминативе 76 години забележани се бројни настани и активности преку кои Фотосојузот го градил своето место во општеството. Оно што би сакал за почеток на денешниот разговор да го кажеме како е организиран Фотосојузот на Македонија денеска, колку клубови се дел од него и која е неговата основна мисија. Фотосојузот на Македонија е здружение на граѓани основано далечната 46-та година, има свој статут, има програма на делување и организациониот систем е преку клубови и самостојни членови. Ова што е сега моментално состојба, имаме десетина активни клубови и во таа група се и самостојните членови представени. Делувањето на Фотосојузот на Македонија е преку клубовите, преку поддршка на активностите на самостојните членови, поддршка на активностите на клубовите кои се дел од Фотосојузот на Македонија и секако преку организирање на систем на кои се добиваат одредени кодови кои се служат за стекување на во рамките на Македонија. Господине Штрков, каква улога игра Фотосојузот на Македонија во промоција и негување на фотографската традиција во земјава и каква е соработката на Сојузот со меѓународните сродни организации? Јас би напомнал само неколку манифестации кои во текот на оваа година ќе се одржат, кои се меѓународни, за да ви одговорам на прашањето на промоцијата на македонската фотографија во светот. А тоа е, оваа година имаме фотомедија во организација на фотоклубот Телема, биенале на фотографија со светско реноме. Имаме две изложби, меѓународни изложби во организација на клубот Озија, тоа се улица и фотосалон Куманово. А минатата година, да не испуштам да кажам, имавме учество на ФИА биеналето на млади автори, на кое што учествува автори до 16 години и до 21 години. Освоивме 5 и 6 што сме посебно горди. Оваа година исто така промоцијата на македонска фотографија ќе земеме учество со 10 фотографии од 10 автори по монохроматското биенале на Светската фотографска асоциација. Една од повелете. Со додатната сцена, секако тука се активностите на клубовите кои се дел од Фотосојуз на Македонија, на чии манифестации сме ние водители, но најважната и круна на нашата активност е секако Денови на македонска фотографија, која оваа година правиме 60 години и се надеваме да направиме тоа на најдобар начин. Една од традиционалните активности на кои што се посветени преку целата година е токму организација на најстариот и најреномиран фотографски настан во нашата држава, Денови на македонска фотографија, државната изложба. Годинава се подготвува јубилејното 60-то издание. Што ќе донесе годинашната државна изложба на фотографија и како планирате да го одбележите 6-деценискиот јубилеј? Во самите активности околу надпреварувачкиот дел нема да има големи промени. Остануваме со стариот програм на 3 категории на надпреварување. Тоа се поединечна фотографија, колор фотографија, документарна фотографија и секако делот на младинската селекција. Во делот кај што
сакаме да го одбележиме ова јубилејно издание, секако е издавањето, најголемиот, најважниот овие издавањето на една значајна едиција, каталог на денови на македонска фотографија, која што покрај учесно издание во кој што нагледените и примените фотографии има еден дел што се осврнеме на значајните кои земале во активности на Македонија. Главен дел што го обележиме е каталогот неговото посебно специјално издание. Во овој дел би сакал да споменеме околу целта на самата манифестација и какво значење има самиот настан за фотографската заедница во Македонија? Значењето на оваа манифестација самиот 60 годишна традиција го кажува значењето, инаку самиот денови на македонска фотографија се пресек на минатогодишната активност на нашите членови, оние учесници кои ќе бидат дел од денови на македонска фотографија, така да ние со самата изложба правиме ја зголемуваме традицијата, ја бележиме и ја создаваме традицијата на македонската фотографија, што е од огромно значење за оваа област од нашата. Во тек е конкурсот за државната изложба. Би сакал малку повеќе околу тоа да проговориме во следниве минути накратко. Кој се може да учествува на конкурсот, како ќе тече самото пријавување за истиот, кога се оние крајни датуми до кога треба да се аплицира, кои се оние критериуми всушност кои треба да се задоволат за учество и каков е интересот досега? Ова година изложбата, крајниот датум за прием е 10 април. Право на учество на овој конкурс имаат сите граѓани на Република Македонија. За да се учествува на оваа изложба, потребно е да се направат печатени фотографии и да се пополни пријава која може да се симне од веб страницата на Фотосојуз на Македонија. Има некоја, за членовите на Фотосојуз на Македонија учеството е бесплатно, додека за членови има една символична сума од 200 денари која треба да се уплати. Со тоа се стекнува право на учество на самата државна изложба. Самото жирирање ќе биде на 16-ти, во дел од жирито ќе бидат, односно од целото жири ќе го пополнат членовите на Уметничкиот сојуз на Фотосојуз на Македонија, тоа се мајстори на фотографија на Фотосојуз на Македонија, пред се професор доктор Цветко Гавровски, потоа Владимир Арсовски и Боро Рудич. Тоа на еден начин даваме посебно значење на квалитетот на фотографија. Што се однесува до квалитетот на фотографија и оние ограничувања кои се однесуваат на фотографиите, тоа се ограничувања од технички карактер, односно големина на фотографиите. Ние на никаков начин не влијаеме или не ограничуваме нашите фотографи да така да позволени се сите техники, дали е тоа колор, дали е фотографија, дали е на темата поставаме на самите автори, така да истинно имаме техники на големината на фотографите кои практично мора да бидат рамки на оние рамки кои имаме за естествување на фотографија. Сосема накусо би сакал во наредниве минути околу наградите, дали се предвидени награди за оние најдобри надпреварувачи, дали годинава ќе се додели плакетата Благој Дрнков и дали ќе биде одржана на завршна манифестација која што е традиционална всушност и секоја година во рамки на државната изложба. Секако, Благој Дрнков наградата, плакетата е дел од традицијата наша и ние и оваа година секако ќе доделиме. Предвидени се 6 награди во сите категории, 3 медали и 3 дипломи. Така да тој дел нема да има некакви промени посебни, а самата крајна манифестација треба да се одржи на 28 и на 29 мај. Изложбата ќе биде доделување на наградите. Наградите ќе биде по
музеј на Македонија, стара железничка станица, додека ние секоја година исто така правиме и едно фотосафари кое е предвидено за следниот ден во 9. Господине Штрков, верувам ќе се согласите со мене, новото време и дигитализацијата некако ги смени трендовите барам во фотографирањето. Тука ќе ја вклучим и колешката Кристина. Токму така, професионалните фотографи може да се пријават за државната изложба, но се чини дека и сите ние кои што непрофесионално се занимаваме со други професии, а сакаме се повеќе фотографијата благодарение на социјалните мрежи. Оно што ме интересира, гледате ли добри фотографии на социјалните мрежи? Напредуваме ли на оваа тема како минуваат годините? Има се повеќе апликации кои што ни помагаат да се усовршиме? Секако, социјалните медиуми доведоа еден бум на фотографијата. Сега е многу полесно да се направи фотографија и да се презентира. Значи, социјалните медиуми полеснија представувањето на аматерите фотографи кои немаат големи финансиска поддршка и интерес да влезуваат во ова обидно, така да огромна промена е направена во тој дел и секако тој квантитет праќа и квалитет, така да оваа промена секако ја гледаме како позитивна и се надеваме дека интересот ќе се зголемува се повеќе, така да технолошкиот напредок се прави свое. Ова беше само во насока на поттик. Апсолутно, да се надеваме дека позитивниот тренд во македонското фотографство секако ќе продолжи понатаму. Господине Штрков, благодарам за гостувањето во утринската програма на Македонската телевизија. Ќе ги повикаме сите оние кои што фотографираат и се усовршени во тоа, а сакаат да бидат дел токму од државната изложба, што поскоро да се пријават секако на конкурсот и да го представат своето фотографско дело како пред стручната фотографска јавност, така и пред пошироката македонска јавност. Ние ќе продолжиме да фотографираме онака како што знаеме и ние умееме. знаеме, да. А ќе ги оставиме оние кои што се експерти во тоа да оценуваат. Како споменати, модерната технологија со поголемиот број на апликации нудат можност да се усовршуваме на оваа. Апсолутно, да.